Почитувани, денеска ќе сублимираме резултатите од економската политика на владата на Груевски за тековните 10 месеци од оваа година. Во два збора, резултатите се нови долгови. Веќе утре, на 4 декември, доспеваат за наплата државни харти од вредност од 5 милиарди денари, односно 80 милиони евра. Владата ниту во еден момент не помислува да му помогне на стопанството и овие средства да ги остави кај банките и другите инвеститори. Затоа таа денес веднаш емитува харти во вредност за истата сума, односно за 5 милиарди денари. Останува до крајот на денот да видиме само колкав нов долг, односно колкава сума над овие 80 милиони евра ќе бидат прибрани од банките и другите клиенти. Според податоците од Министерството за финансии, во месец октомври, владата на ВМРО-ДПМН креирала буџетски дефицит од нови 22 милиони евра. Со тоа, до октомври, владата остварила вкупен буџетски дефицит од 279 милиони евра. Секој месец од оваа година, владата троши по 30 милиони евра повеќе од тоа што успева да го собери во буџетот преку даноци, такси, казни и други приходи. Ако говориме со речникот на ВМРО-ДПМН, ова покажува дека секој месец на владата им недостасуваат по 30 милиони евра за да може да ги исплати платите, пензиите, субвенциите и социјалните трансфери. Ова понатаму значи дека за исплата на истите тие плати, пензии, субвенции и останати расходи, владата постојано мора да се задолжува. Само во месец октомври владата ги заложи граѓаните за нови 40 милиони евра. Со тоа јавниот долг се искачи на фантастични 2 милиарди и 736 милиони евра. Ние сме сигурни дека владата ќе вели дека тоа е мал долг дури и кога тој набрзо ќе премине 3 милиарди евра. Но јавниот долг, заклучно со октомври, е скоро 170 милиони евра повисок од купните приходи кои владата планира да ги собере со буџетот за идната година, односно за 2014. Тоа значи дека владата не задолжила за повеќе од едногодишната вредност на платите, пензиите, социјалните трансфери, субвенциите, капиталните инвестиции. За да се врати овој долг, една година државата треба да не троши ништо, да живее од воздух и потоа на крајот повторно ќе останеме должни. Почитувани граѓани, овие средства еден ден некој ќе мора да ги врати. Ако останеме себични и не преземеме ништо, овие долгови ќе им ги оставиме на нашите деца и внуци. Имајте во предвид дека само до денес оваа влада веќе им ги украла едногодишните приходи на нашите идни генерации. Ако имаме среќа да не напуштат и да останат тука со нас, бидете сигурни дека еден ден ќе не прекаруваат за ова, но тогаш ќе биде доцна. А дека не може да очекуваме ништо подобро со оваа влада и во иднина, покажува и податокот за динамиката со тоа како таа продолжува да не задолжува. Почнувајќи од 2008, само за 5 години, владата на ВМРО-ДПМН го дуплираше јавниот долг. Во овие 5 години Груевски и Ставрески подпишуваат документи со кои секоја година не задолжуваат просечно по 270 милиони евра. Додека трае само овој прес, во овие 2 до 3 минути, знајте дека веќе не задолжиле за 1500 евра. Кога ќе се легнете вечер, бидете сигурни дека денот завршил така, што имаме поголем долг за 750.000 евра, затоа што за толку просечно секој ден Груевски зема кредит на име и на сметка на сите граѓани. И покрај ваквите задолжувања, владата веќе 2 години не може да ги исполни ветувањата за зголемување на плати во администрацијата. Благодарам. Јас имам едно прашање. Полета. Сепак ако е само на темата би ве замолил. Но ајде да го чуеме, но би требало на тема. Во однос на Тоа е што посетата на половината делегација сега, односно бизнес форумите што се организираат во Париз и во Лондон, и ги организира за потребите на владата публикацијата Financial Times. Дали може би знаете колку чинат, нема информација колку чини организирањето на вакви бизнес форуми во Париз и во Лондон и каква е оправданост и полезноста од ваква? На ова може да одговорам и добро место прашањето на темата. Ние воопшто не знаеме, не само за овој настан. Една од поголемите тајни која што оваа влада никогаш не ги кажала, заклучно со некои други, но да се вратиме на ова.
колку чинат било кое роуд шоу, заклучно и со ова. Колку не чини во целиот овој период сето она што значи економска промоција на државата. Не знаеме ни колку не чинат се поновите и новите промотори кои што се вработуваат во амбасадите ширум светот. И тоа е тајна, и тоа е така направено затоа што кога еден ден ќе се дознае колку се трошеле средства за оваа промоција, а кога ќе ги ставиме со резултатите за тоа колку странски инвестиции сме имале во овој период, тие бројки ќе бидат фрапантни, односно користа од таквите трошења ќе покажат дека не донеле ништо ново. Така да не ја знаеме ни оваа сума. И таа никогаш и нема ни да дознаеме. Додека е оваа власт. Мислите дека генерално се полезни и оправдани ваквите изложувања сепак пред потенцијални речни инвеститори во Париз? Секоја промоција може да значи нешто добро ако таа е добро организирана и ако таа потоа резултира со странски инвестиции. Ние имаме состојба во која што посебно во последните 3 години тоа никако не е пропорционално со она што се случува на полето на промоции. Ако можете да забележите, роуд шоута се правени и тие чинат сигурно многу во последните 3 години, а последните 3 години имаме најмалку странски инвестиции за разлика од пред тоа. Тоа значи дека не се добро осмислени.